Уставот на Република Македонија од 1991 година е регулирана употребата на јазиците и стои дека македонскиот јазик и кирилското писмо се службен јазик на цела територија на Република Македонија. Став 2. Во единиците на локална самоуправа, каде што мнозинство се припадници на националностите, во службена употреба е и јазикот на националностите кои се над, односно мнозинство над 20%. Со измените на Уставот од 2001 година, прво со амандманот 4 се изврши преформулација на делот на преамбулата во однос на дефинирањето на создавањето на Република Македонија како самостојна и суверена држава, каде што наместо квалификативите дека тоа е како резултат на вековната историска борба за национална и социјална слобода и желба за сопствена држава на македонскиот народ и припадниците на националностите кои живеат во Република Македонија, се еволуираше во граѓанскиот карактер на државата Република Македонија во однос на тоа да се дефинира дека граѓаните на Република Македонија, пак потенцирано македонскиот народ и граѓаните од другите народи, како делови од народи кои живеат во Република Македонија, ја се носители и субјекти на создавање на државата Република Македонија, по која формулација следи и амандманот 5, кој што потоа е преточен во членот 7, а претходно на сето тоа е точката 6 од Охридскиот рамковни договор, во кој што се исто така во уредувањето на проблематиката за употребата на јазиците, повторно се дефинира македонскиот јазик и кирилското писмо како службен на цела територија на Република Македонија и во меѓународната употреба. Се врши развој на уредувањето на правата по однос на тоа дека се воведува службен јазик на граѓаните кои што зборуваат различен од македонскиот јазик како службен јазик и потенциран во однос на таа службеност на тој јазик на граѓаните кои што зборуваат друг јазик од македонскиот во согласност со овој член, односно со член 7. Тој член е регулиран во ставовите 3 и 4, кај што прво се однесува на делот на личните документи да се издават и на македонски и на јазикот на граѓаните кои се повеќе од 20% во Република Македонија, и тоа е сосема во ред. Ставот 4, сакам да го потенцирам, регулира дека било кој граѓанин, а цитирам формулацијата, било кој граѓанин кој што живее во единиците на локална самоуправа, каде што мнозинство се или живеат повеќе од 20% од граѓаните кои зборуваат различен јазик од македонскиот, во службена употреба, потенцирам, пред подрачните единици на министерствата во тие единици на локалната самоуправа, службен е и македонскиот јазик и, да не се повторувам, и во случајот албанскиот јазик. Во истата оваа одредба на ставот 4 се дава право, па ја цитирам формулацијата, секој граѓанин, значи секој граѓанин, не само во единиците кај што се мнозинство албанците, во комуникација со министерствата имаат право на употреба на конкретно албанскиот јазик, а министерство одговара и на јазикот на албанскиот јазик и на македонскиот јазик. Во ставот 5 е регулирано дека во органите на државната власт во службена употреба е и јазикот на граѓаните кои што
зборуваат различно од македонскиот, а се мнозинство со над 20%, но во согласност со посебен закон, како што закон и сега е предмет на расправа на ова собрание. Во последниот став се регулира употребата на јазиците на припадниците на албанската популација во органите на локална самоуправа. Се донеси врз основа на тој став 5 на членот 7 Законот за употреба на јазиците, кој што се однесува за граѓаните кои што се со мнозинство од над 20% во Република Македонија и после извесен период, односно со доставување на овој предлог закон, се констатира дека е неопходна доуредување на оваа проблематика во однос на неколку цели. Една од целите е развој на демократското меѓуетничко општество, значи неговиот карактер како меѓуетничко општество, и рамноправноста, јакнење и развој на рамноправноста на граѓаните. Второ е европската интеграција и трето е евроатлантската интеграција, односно НАТО. И сега јас како пратеник, Панчо Минов, прво сум за развој на мултиетничкото општество, демократско. Второ сум апсолутно за рамноправност на граѓаните по однос на темелните уставни права. Исто така сум недвосмислено определен за европска интеграција и за НАТО. Но ние имаме една изрека, вика, шо мислеме, шо испадна. Од сите овие силни цели, европска интеграција, НАТО, мултиетнички карактер, испадна двојазичност и во Кавадарци, и во многу други делови на локална самоуправа, каде што албанци нема. Тоа е конкретизирано во членовите 1 од предлогот на закон и членовите 2, во ставовите 3 и во член 1 и во член 2, каде што е уредено дека, став 3, член 1, дека во сите органи на државна власт и ги потенцира проширено и на сите јавни институции на централно ниво, во службена употреба е и албанскиот јазик. Ова сето е подкрепено во ставот 3 од членот 2, кој што па вика дека во институциите од став 3 на член 1, значи сите овие органи на државна власт, дека во сите постапки на граѓаните и во сите органи во службена употреба е албанскиот јазик. Што е разликата? Што е неусогласеноста со членот 7, односно амандманот 5? Се додава префиксот сите органи на државна власт визави уставната формулација во органите на државна власт уредено со посебен закон. Се додава покрај во органите на државна власт, исто неусогласено со Уставот, дека се однесува и на сите јавни институции. И што е најбитно, наместо формулацијата во единиците на локална самоуправа, подрачните служби на надлежните министерства, каде што се мнозинство албанците, со овие два члена фактички се воведува албанска употреба службено на јазикот во сите локални самоуправи во Република Македонија, таму каде што ги нема, за разлика од уставната квалификација дека тоа се однесува за оние локални самоуправи каде што се мнозинство албанците, се однесува за централните државни органи, бидејќи на ниво на Република е над 20% албанци, а во никој случај во однос на тоа дека се однесува и за во локалните самоуправи, во нивните подрачни единици и во нивните јавни институции каде што албанци нема. Со тоа се дерегира и ставот 1 на членот 7, каде што вика дека
завршите ја мислата. Ќе завршам мислата, затоа сум против донесувањето на овој закон, бидејќи уведува двојазичност и во делови на Република Македонија, односно општини како Кавадарци, кај што нема албанци и нема потреба од тоа, но втора забелешка ми е по однос на председавањето на седниците на парламентот. Јас во една прилика реков дека парламентот и пратениците не треба да се претвориме во пратеници и слушалки и парламент слушалки. Благодарам. Мајоризација би било ако ради 20 пратеници ние сите извршиме работење и одлучување на парламентот и донесување на акти по однос на следење на водење на седниците преку слушалки. За тоа право може да се однесува во водењето, дури стои во предлогот на закон, вика ги води, не вика може да ги води, него ги води седници. И затоа предлагам тоа да биде како можност и да биде меѓу Талат Џафери и Груби и Реджо и така, а не и кога е Панчо Минов да говори. Ја пратеник слушалка не бивам.